Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Ќе се вработат уште 300 специјализанти во болниците низ Македонија. Водата од градскиот водовод во Крушево е исправна и безбедна за пиење. На платото пред Цепенков во Прилеп вечерва и Линденски фестивалски караван. Ќе настапат ансамбли од Порто Рико и Словачка. Во градската библиотека в петок ќе биде отворена изложбата Истакнати културни дејци и достигнување на Русија. Пред нас е големиот празник Илинден и уште еден продолжен викенд. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Кремона шопинг центар Прилеп, најопремен и најевтин шопинг центар во Прилеп и регионот. На едно место се што ви е потребно за вашиот стил, дом и секојдневие. 395 Прилеп, 30 години традиција и квалитет. Вкусни производи кои мораат да се пробаат и вкусат. 395 Прилеп, вкус за вашата семејна трпеза. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Проектот најавен во 2024 година за вработување на 600 специјализанти во болниците низ Македонија со приоритет на оние надвор од Скопје, половично бил спроведен, соопшти денеска министерот за здравство Сашо Клековски. Сега се планира вработување на уште 300 специјализанти до крајот на оваа година. По одреден застој се откочи процесот за вработување на 600 специјализанти. Тоа е одлука на владата од 2024. Се доцнеше со спроведувањето на одлуката. Се вработија 300 специјализанти, а 300 специјализанти останаа надвор од проектот, рече Клековски на пресконференција во владата. На вчерашната седница на владата се донела одлука да се отвори процесот повторно и да се вработат уште другите 300 специјализанти до крајот на 2026. Министерството за здравство планира да го обнови повикот за изразување интерес, бидејќи според нивната евиденција веќе 30 од тие 300 специјализанти се вработени по редовен пат. Жителите на Крушево повторно можат да ја користат водата од градскиот водовод за пиење и за домашни потреби по 3 последователни лабораториски анализи со исправни резултат. Центарот за јавно здравје во Прилеп потврди дека водата е безбедна од бактериолошки и хемиски аспект со соодветно ниво на хлор. По овие резултати, Агенцијата за храна и ветеринарство ја изврши финалната контрола и ја укина забраната за користење на водата од Крушевскиот водовод. Забраната беше воведена на 23 јули, откако при рутинска контрола беа откриени фекални бактерии во водата. Во меѓувреме, Центарот за јавно здравје Прилеп информира дека водата од јавните чешми долж патот кон Крушево се уште не се препорачува за пиење, бидејќи анализите и понатаму покажуваат бактериолошко загадување. На платото пред Центарот за култура Марко Цепенков вечерва 29 јули од 21 часот во рамките на Илинденскиот фестивалски караван ќе настапат ансамблот Балетски сабор Борикуа од Агуидија, Порто Рико и фолклорниот ансамбл Топлан од Гиралтовице, Словачка. Ансамблот Балетски собор Борикуа од Агуидила, Порто Рико е основан во 2008 година како Ел Мурба. Целта му била да го зајакне учењето на порториканскиот фолклор и неговите жанрови за учениците од сите возрасти. Ансамблот Топлан од Гиралтовице, Словачка, постои од 1973 година и ја негува традиционалната словачка музика и танци. Членовите изведуваат традиционални песни и игри од регионите Горни Шараш и Земпеш, Источна Словачка. Во него членуваат 40 млади кои се облечени во традиционални живописни и автентични носии.
Во градската библиотека Борка Талески в петок 31 јули од 12 часот ќе биде отворена изложбата Истакнати културни дејци и достигнувања на Русија, која се реализира во соработка со амбасадата на Руската Федерација и Македонско-руското друштво од Прилеп. Ова е првата поставка со фотографии и сведоштва за богатото руско културно наследство, во која посебно место со фотографии има државниот академски Болшој театар, еден од најмаркантните символи на руската култура и светски реномиран центар на оперската и балетската уметност, чија историја е нераскинливо поврзана со развојот на националната и интернационалната театарска сцена. Оваа институција годинава чествува 250 години опстој и успешно функционирање. Втората изложба ги содржи делата од руските автори кои ги красат полиците на градската библиотека Борка Талески. Граѓаните годинава ќе имаат продолжен викенд по повод големиот државен празник Илинден, денот на Републиката. Бидејќи 2 август се паѓа во недела, согласно законот за празници, понеделник 3 август ќе биде неработен ден за сите граѓани на Македонија. Со тоа вработените ќе имаат 3 последователни слободни денови, сабота, понеделник и недела и понеделник, што за многумина ќе биде можност за краток одмор или патување. Илинден е еден од најзначајните државни празници со кои се одбележуваат Илинденското востание од 1903 година и првото заседание на АСНОМ во 1944 година. Два историски настани кои имаат посебно место во македонската историја. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Прилеп сончево и топло со слаб променлив ветер. Минималната температура изнесуваше 18 степени, а максималната ќе достигне до 31 степен. Под влијание на топол бран во наредните денови ќе продолжи периодот на сончево и многу топло време. Највисоки температури се очекуваат во првата декада од август, кога во одделни делови од Македонија дневната температура локално ќе достигне и над 40 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.